Активностите од проектот се состојат во набавка на соларна сушара и обука на корисници, тоест на членовите на Сдруженијата на земјоделски производители од Куманово, носители на проектната идеја избрана од Комисијата за евалуација и одобрување проекти на АБЕР. Сушарата ќе се користи за потребите на членовите на Сдруженијето согласно нивните потреби и цели за подобрување и модернизација на земјоделието во североисточниот регион на Македонија, информира Елизабета Цветковска, председател на ЛАК АБЕР 2015. Ова е прв проект во теков на една година како екзистираме. Фокусот на нашите активности беа да вежбаме што представува лагот, што представуваат неговите тела. Значи имаме управен одбор, имаме надзорен одбор и имаме комисија за одлучување на проекти. Значи одека не одлучува еден човек, одлучува комисија составена од 5 члена, каде што мандатот се минува за година дена. Благодариме за можноста што имавме, значи да купиме сушарата, каде што беше предлог и избор од страна на самите членки. Проектот е финансиран од Асоциацијата за иновации во руралната економија АИРЕ Скопје, организација која се фокусира на руралниот развој преку иновации, вклучувајќи модернизација на земјоделското производство, развој на активниот туризам и други области кои може да придонесат за економски раст во руралните средини. Многу ни е мило денес што сме тука на овој прв, како што рече Бети, пилот проект на АБЕР 2015. Сметаме дека токму овие локални акциски групи во кои што членуваат представници и од јавниот, и од приватниот, и од невладиниот сектор се многу важен фактор и можат да бидат чинител, сериозен чинител на руралниот развој во руралните предели во Македонија. АИРЕ се фокусира на работа на сеопфатниот ЕУ лидер пристап, наследство на проектот на УСАИД за експанзија на мали и средни бизниси, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка, во чии рамки се формирани вкупно 10 лагови во повеќе региони од Македонија. Проектните активности ќе се имплементираат со буџет од 150.000 денари, а во текот на 2016 АБЕР 2015 планира нови активности и проектни идеи, покрај бројните реализирани во изминатиот период. Во текот на 2016 година АБЕР учествуваше на повеќе сајми кои се одржаа во Скопје, се со цел промоција на малите бизниси од руралните средини. Исто така АБЕР учествуваше и во проектот со Кокино, каде беа донирани патокази, беше направена веб страна, Android апликација и некои други промотивни пропратни активности. Се надеваме, моментално работиме на акцијскиот план за 2017 година и на обезбедување на нови финансиски средства, така да во 2017 очекуваме уште поголема соработка со сите локални акциони групи. Сушарата ќе биде отстапена на користење на стручните лица од Сдруженијето на земјоделци од Куманово, а Цветковска рече дека во иднина покрај подобра соработка со останатите лагови се планира да биде зголемен и капацитетот со сушари и останати компоненти за модернизација на земјоделието од регионот.